Ако Адам и Ева биле единствените луѓе на планетава, тогаш како се размножувале нивните деца? Ова е прашањето што атеистите често им го поставуваат на христијаните како приговор против веродостојноста на Библијата, со цел да укажат на неопходниот инцест во создавање на човештвото. Но ајде да видиме дали навистина станува збор за инцест. Секој од нас кога ќе се роди, кога ќе се зачне таа зигот клетка, наследува 23 хромозоми од мајката и 23 хромозоми од таткото. Таму се наоѓа ДНК молекулата, која што е софтверот на организмот, како ние ќе изгледаме надворешно и внатрешно. Таму се кодираат протеините. Тоа е да речеме дека добиваме еден ген од мајката и еден ген од таткото. И тие се во еден соодветен пар. Но, овие црни линии се грешки, така наречени мутации во гените. За несреќа имаме и такви. Но, бидејќи мајката и таткото не се блиски роднини, мутациите не се на исто место. И тоа е среќа во несреќа. Па така, ако мајката има мутиран ген тука, на тој истото место таткото нема мутиран ген, па затоа овој ген бидејќи окей ја надоместува функцијата на мутираниот ген. И обратно, таму каде што таткото има мутиран ген, мајката нема мутиран ген, па мајката ја надоместува функцијата на тој ген. И така детето има здрави протеини и може нели да се развива нормално. Но, кај блиските роднини, брат и сестра кои имаат дете, ситуацијата е малце проблематична. Зошто? Бидејќи имаат многу слични гени, па затоа имаат и исти мутации, 50% исти мутации на исто место. Како што се оваа мутација и оваа мутација. Кога имате две мутирани гени, и двата се инфериорни и нема кој да го кодира потребниот протеин, и детето се раѓа со некои аномалии, кои што може да бидат подносливи, но може да бидат и фатални. И затоа не е дозволен нели брак помеѓу блиски роднини, бидејќи се ова инцест. Но, дали тоа бил случај и во Библијата, кај Адам и Ева? Не. Зошто? Затоа што во Библијата пише дека кога Господ ги создал луѓето, тие биле совршено добри, како и се останато. Тие немале грешки, немале мутации во гените, па затоа и го немаме проблемот со инцесот. Кога подоцна се натрупале грешки и мутации во гените, Господ го забранил во 3 Мојсеева во книгата го забранил инцесот. Така што Библијата дава многу добро објаснување зошто не постоел проблемот со инцесот кај децата на Адам и Ева. Но доколку некој одлучи да верува во еволуцијата, таму има многу поголем проблем. Зошто? Зашто таму инцесот е секојдневие. Во изобилие го има кај сите животни, бидејќи животните немаат генерално семени заедници и кога ќе им дојде инстинкт за парење, се качуваат на што прво дојде.